Почитуван декан на Економскиот факултет во Скопје, професор Трпевски, најпрво сакам да ви се заблагодарам што успеавте на едно место да ги соберете сите или најголемиот дел на најзначајните економисти во државата заедно со Светска банка и на ваков начин да го прославиме 30 годишниот јубилеј од соработката помеѓу Северна Македонија и Светска банка, и голема благодарност и до Економскиот факултет и до сите ваши колеги. Почитувана подпредседателка на Светската банка госпоѓа Басани, почитувана директорка Шао Чинју, почитуван директор Масимилијано Паолучи, почитувани министри, почитувани академици, почитувани универзитетски професори, представници на Светската банка. Обично ги добиваат поздравите секогаш оние кои што се во првите редови, меѓутоа овој пат ќе поздравам и некого кој што седи во последниот ред, почитуван Дејан Николовски, раководител на секторот за јавен долг и меѓународни финансии во Министерството за финансии, кој секојдневно соработува и со Светската банка и со Меѓународниот монетарен фонд, и од кого што зависи динамиката на спроведувањето на сите овие активности заедно со неговите колеги. Денес сме овде заеднички да го одбележиме 30 годишниот јубилеј на успешната соработка и партнерството помеѓу Република Северна Македонија и Светската банка, една од најголемите финансиски институции во светот. На моје огромно задоволство денес ќе ги споделиме тука заедно со вас дел од плодовите од таа долгогодишна соработка, со чија помош успеавме да унапредиме многу области во нашето општество и да го подобриме квалитетот на живот на нашите граѓани. Ова заедничко пријателство, во кое што учествуваат државните институции, кои се во рамки на владата, меѓутоа и Народната банка, и сакам да ја поздравам и гувернерката на Народната банка, представува исклучително важна соработка пред се за нашите граѓани, не само поради финансиската поддршка која добиваме од Светската банка, туку особено поради трансферот на знаење и експертиза кои несомнено не водат кон остварување на нашите стратешки цели и вредности. 30 години Светската банка е стратешки партнер на Северна Македонија и го поддржува развојот на напредокот на нашата држава преку реализирани инвестициски проекти во вредност од близу 3 милијарди долари во различни области, кои секако директно влијат врз подобрување на квалитетот на животот на нашите граѓани и економијата. Таковното портфолио кое што Светска банка го има во Северна Македонија е вредно над 400 милиони евра, проекти од кои дел веќе се во фаза на реализација, а кои што се во делот на инфраструктурата, зајакнување на конкуренцијата, енергетиката и други области. Нашето долгогодишно пријателство со банката се рефлектира преку реализација на бројни проекти во делот на патната инфраструктура, изградбата на градинки и училишта, развој на патишта, олеснување на трговијата и транспортот во Западен Балкан, поврзување на локални патишта, модернизација на земјоделството, унапредување на социјални услуги, унапредување на основното образование, практично во сите области на нашето живење. Светска банка беше наш најголем партнер во одредувањето на политиките и мерките кои се преземаа како дел од напорите на владата за справување со последиците од пандемијата од COVID-19, кога помошта беше повеќе од добредојдена и потребна. Банката не поддржа и финансиски преку итем проект и преку знаење во моделирање на мерките преку кои ги заштитивме ранливите групи на граѓани и компании. Тие експресно ги доделија финансиските средства на нашата држава, меѓутоа за жал заради блокадите кои што ги имавме во собранието од оние од кои што никола не треба да се купи, кредитот каснеше, меѓутоа на крајот сепак финансиските средства од Светската банка стигнаа и беа наменети за оние за кои што најмногу им беше потребно. Истата пракса продолжи во периодот кога се соочивме и со енергетската криза, кога заеднички со Светска банка работевме во моделирање на одредени мерки кои ги носеше и имплементираше владата. Во оваа прилика ќе набројам само некои од заедничките проекти, иако листата е многу долга. 50 милиони евра за изградба на новата логистичко-дистрибутивна платформа во Скопје, со која што силно го унапредуваме земјоделскиот сектор и отвораме нови работни места. Ја модернизираме и продолжуваме да ја модернизираме нашата патна инфраструктура. Во рамките на проектот за локални патишта обезбедени се 70 милиони евра за рехабилитација, реконструкција и надградба на 450 километри локални патишта во 80 општини во земјата. Додека со имплементацијата на проектот за олеснување на трговијата и транспортот
На Западен Балкан се предвиди олеснување на процедурите и намалување на трошоците за увоз и извоз на воземите од регионот. Градиме и градинки, решаваме деценијски проблеми на граѓаните насекаде во државата. Како никогаш досега оваа влада инвестираше најмногу средства во отворање на установи за предучилишно образование. Од почетокот на мандатот на владата отворивме вкупно 83 објекти за предучилишно образование. Неодамна бевме во посета на најголемата изградена установа за ран детски развој во државата, јавната установа детска градинка Виножито во Струмица, каде што во само еден објект се сместени 300 деца. Оваа градинка е изградена во рамки на проектот за подобрување на социјалните услуги на Министерството за труд и социјална политика, која го реализиравме во соработка со Светска банка за периодот октомври 2018 се до јуни 2024 година. Проектот предвидува проширување и подобрување на пристапот до социјални услуги и нивниот квалитет, вклучувајќи ги услугите на установите за згрижување и воспитание на деца и оние наменети за ранливите категории на граѓани. Овој проект е и во насока на остварување на крајните цели на владата за ублажување на сиромаштијата и зајакнување на човечкиот капитал преку зајакнување на целокупниот систем за испорака на социјална заштита. Поддршката од Светската банка продолжува и преку новиот 9-ти пакет на антикризни мерки, каде се предвидени поволни кредити наменети за општините за инвестиции во енергетска ефикасност со цел намалување на потрошувачката на струја. За оваа цел се издвоени 10 милиони евра. Воедно обезбедени се 5 милиони евра за фондот за енергетска ефикасност во Развојната банка, а во соработка со Светската банка со цел финансирање на проекти во енергетската ефикасност и обновливи извори на енергија, мерка која треба да обезбеди намалена потрошувачка на електрична енергија за јавниот и приватниот сектор. Ме радува и фактот што со новата рамка за партнерство на Република Северна Македонија со Светската банка за периодот 2024 до 2028 година значително ќе се зголеми финансиската поддршка за нашата држава и ќе биде речиси двојно повисока од досегашната. Тука сакам да се заблагодарам и на нашата представничка, моја поранешна советничка, доктор Нина Фити во Светската банка, која што заедно со подпредседателката Басани и со другите колеги во Њу Јорк работат во Вашингтон, деноношно работат на реализацијата на оваа финансиска поддршка и финансиски проекти за нашата држава. Главен фокус во финансирањето на проектите ќе биде во делот на инфраструктурното финансирање, зајакнување на енергетските капацитети, заштита на животната околина, човечкиот капитал, како и подобрување на конкурентското окружување за компаниите во државата. Во оваа рамка се вклучени приоритетите на владата, представени во националните стратешки документи и во програмата за економски раст, која ги содржи и клучните реформи усвоени со Европската Унија, а на која најдиректно работеа вице-премиерот Бетичи и министерот за финансии Бесими заедно со министерката за труд и социјална политика. Во оваа прилика сакам да потенцирам дека 30 годишната поддршка на Светската банка поставува солидни патики за имплементација на реформи кои водат кон постигнување побрз економски раст и развој, со што се олеснува нашиот пат кон исполнување на нашата зацртана цел, а тоа е приклучување во Европската Унија. Ви благодарам за довербата со која го градевме нашето партнерство низ годините, што се надевам и очекувам да трае уште долги години, а голема благодарност и на моите колеги во владата, со кои заедно обезбедивме успешно да се креираат и реализираат клучните проекти од големо значење за граѓаните. Да продолжиме и натаму, да градиме успешна соработка и успешни проекти. На крај, јас и подпредседателката Басани имаме покрај голема соработка и едно спортско ривалство. Навиваме за два различни фудбалски клуба. Нема да ги откриам кои се тие клубови и нема да го откриам нашиот ритуал како ги поздравуваме и бодриме нашите клубови. Меѓутоа, во тој стил, на јазикот на господја Басани и получи, ќе завршам Форца Македонија, Форца Банка Мондијале. Ви благодарам.